Изминативе денови гужви од пациенти во Битолскиот ургентен центар се соочиле со секакви барања од пациентите, но најголем број болни барале помош заради респираторни заболувања. Од први наваму многу големи гужви има, голем број на пациенти се јавуваат пред се од респираторни заболувања, од грипозни заболувања, а во последните 2-3 дена веќе почнуваат и пациенти со повреди да се јавуваат во службата за ургентна медицина. Имено првите 10 дена имавме најмалку по 100 пациенти и најголемиот број од нив 80% беа со респираторни заболувања. Зголемен е бројот од Сабајлево сега 11 сато, веќе 5 имаме повреди на екстремитети, а еден исто како компликација на грипот, жената се онесвестила при кашлање, го повредила грабниот кош. Имаме 5 повредени пациенти. И тука е потребно, мислам, согласно на времето, пациентите да се прилагодат на условите со соодветен начин на движење, ситни чекори, не големи чекори, не трчање на ова време, внимавање тежиштето каде се пренесува. Навалица од грипоса ни и тука барале спас на ургентна медицина, иако голем дел од граѓаните преку матичните лекари биле упатени на инфективното оделение кое го третира грипот, дава терапија или хоспитализира. За гледачите треба да знаат дека грипот е заболување кое трае од 2 до 5 дена. Обично оди со главоболка, малакса од нерасположение, течење на носот, кашлица, пореметена концентрација, пореметен сон, пореметен апетит и еден куп симптоми. И пошто сите знаат дека лек за вирус не постои, согласно на тоа потребна е и симптоматска терапија, тоест терапија за симптомите кои се јавуваат. Во случај на грип Радивоевик го истакна основното, дека граѓаните мора во големи количини да пијат густи сокови, бистри супи и млаки чаеви, да јадат јаболка и агруми, за да си помогнат ќе треба да мируваат и одмараат. Додава дека инкубацијата на грипот може да се јави и пред симптомите, а инфективниот период трае 1 недела, со што преку капков пат, оној кој ќе ги вдиши вирусите може да заболи.